Добро утро и од мене во Слободен печат. Што е аблација на тумори? Се лекува ли карциномот со оперативен зафат? Колку се успешни овие методи? Дали освен цитостатската терапија постојат и некои алтернативи? Утрово, одговор на овие, но и на многу други прашања ќе добиеме од раководителот на одделот за радиологија, онкологија и нуклеарна медицина од приватната болница Аџибадем Систина, доктор Александра Ѓоревски. Докторе, ви благодарам за гостувањето во Слободен печат. Најпрво добро утро и ви благодарам за гостувањето. Добро утро, поздрав до вас, поздрав до гледачите. Драго ми е дека сум дел од оваа емисија и драго ми е дека ќе имаме во наредните неколку минути прилика да поразговараме на неколку различни теми. Како што кажавте во најавата, јас сум интервентен радиолог. Ајде околу тоа да објасниме што значи интервентна радиологија најпрво на гледачите. Интервентната радиологија е гранка од медицината која што се занимава со минимално инвазивен третман на одредени заболувања во човечкото тело. Јас како примарно мое образование е радиологијата, меѓутоа потоа сум се насочил како субспецијалност на интервентна радиологија. Тоа значи дека не само дијагностицираме, туку во голема мера и третираме одредени заболувања. Сега интервентната радиологија како поминуваат годините наназад станува се поголема и поголема, па и тука веќе се оформија неколку подгранки. Така ја делиме на неваскуларна интервентна радиологија, васкуларна интервентна радиологија, интервентна онкологија и оној најспецифичен дел кој се бави со третман на промени во главата, односно мозокот, тоа е невроинтервентната радиологија. Мој фокус, посебен, да речам, потесно поле на интерес е интервентната онкологија, односно минимално инвазивниот третман на тумори. Сега што тоа значи? Фино кажавте во најавата, дали освен класичната онкологија и радиотерапија и хирургија, дали има и други алтернативи? Да, во последните години интервентната онкологија се издигнува како трет столб во третманот на канцер. Тоа значи ако првиот столб е класичната онкологија и радиотерапија, вториот столб е хирургија, третиот столб кој што е подеднакво важен веќе е интервентната онкологија, Сега тука ние се наоѓаме со неколку различни типови на третмани, почнувајќи од дијагностика, инвазивна дијагностика на туморите. Што тоа значи? Тоа значи дека доколку пациент има сомнение за канцер, кое што е поставено сомнение преку некој од класичните снимања како компјутеризирана томографија, магнетна резонанца, ултразвук, рентген и така натаму, на онкологот пред да започне со терапија му е потребно црно на бело, односно патохистолошка потврда. И тука ние се наоѓаме со различни видови на биопсии. Биопсијата представува земање на парче ткиво од некакво место во телото. Интервентниот радиолог, користејќи некакви алатки, ЦТ или ултразвук или флуороскопија, може да дојде до најдлабоките делови од човечкото тело без операција, без сечење, без рез и да извади парче ткиво. Потоа се наоѓаме во делот на третман на тумори. Како? Значи, ако порано интервентните радиолози почнаа со третирање само на тумори на црниот дроб, малигни тумори на црниот дроб, како што е хепатоцелуларниот карцином, во денешно време третираме метастази на црниот дроб. Можеме да третираме метастази од карцином на дебелото црево, но и метастази од многу различни други типови на канцери, како што се неуроендокрините тумори, метастази од карцином на дојка, метастази од бубрежни карциноми и така натаму. Тоа го правиме преку аблација, која што е минимално инвазивна техника, и од друга страна преку директна апликација на цитостатици во црниот дроб, метода која се вика емболизација, односно хемоемболизација. Што значи ова практично? Ве познавам од еден период кога работевте во државното здравство. Тогаш опериравте тумори на матка, не е операција тоа, меѓутоа третиравте практично тумори на матка. И имам личен пример кој што успешно заврши во тој период. Сега претпоставувам дека ова е проширено и на други органи, како што кажавте. Што значи еве практично аблација? Да им објасниме на гледачите. Ќе дојдам веднаш до тоа, сакам само парцијално кратко да кажеме дека во третманот на минимално инвазивниот третман на бенигни заболувања, покрај емболизацијата на миоми на матка, правиме интервенции на многу други органи, каде што стварно пациентите имаат бенефит, а при тоа не мора да се подвргнат на оперативно лекување. Тука би ги набројал емболизација на простатичната артерија кај пациенти со бенигна хиперплазија на простатата, односно зголемена простата.
Не мора пациентите да одат на класична операција или оној наречен турп кај уролозите. Нормално тоа е метода на избор и така и ќе остане. Меѓутоа кај одредена селектирана група на пациенти кај кои што не може да се изведе операција од X причини, било да се тоа многу коморбидитети, било да е тоа старост на пациентот или земање на лекарства кои не дозволуваат операција, пациентите може многу безбедно по минимално инвазивен пат да ги третираме и да им ја намалиме простатата. Потоа во делот на бенигни заболувања се наоѓаме кај пациентките, повторно кај жените со така наречен пелвичен или карличен конгестивен синдром или народно кажано синдром на проширена оваријална вена. Тоа е нешто што е, да речам, мал дијагностицирано во Македонија, па и во регионот, а се презентира со силни болки во долниот дел од стомакот, односно во карлицата. И тука, по минимално инвазивен пат, сме многу ефективни и многу ефикасни. Овдека е метода на избор емболизацијата. Да се навратиме на аблациите, како, да речам, некое поле кое што е во најголем подем во интервентната радиологија. На нашиот оддел во Аџибадем Систина, во моментот, мислам дека ние сме единствен таков оддел во регионот, не само во државата, каде што ги имаме сите, апсолутно сите нови модалитети на термални аблации. Почнувајќи од радиофреквентна аблација, микробранова аблација и во најново време, од октомври 2023, ја имаме воведено криоаблацијата. Криоаблацијата е метода која што ги уништува туморските клетки по пат на смрзнување на ткивото. Создавање на така наречен ice ball. Значи се внесува тенка игла под компјутерска томографија, под магнетна резонанца, под ултразвук, под флуороскопија во туморот, една или повеќе игли, зависно од големината. Истите се поврзуваат на специјален апарат кој што го имаме на нашиот оддел. Тие продуцираат екстремно ниски температури директно во туморското ткиво, од минус 40 до минус 20 и така настанува изумирање на канцерските клетки. Таа метода можам да кажам дека буди многу позитивни очекувања не само кај докторската популација, туку и кај пациентите. Криоаблацијата се расшири, односно ги експандираше нашите индикации и критериуми. Ако порано со микровейв аблација или со радиофреквентна примарно третиравме тумори на црн дроб. Да, тоа ми беше следното прашање, што се може да се третира? Сега со криоаблацијата можеме да третираме органи кои што порано мислевме дека не може, а тоа е како една од главните индикации за криоаблација е третман на мали тумори на бубрек. Така наречен clear cell или papillary cell карцином на бубрегот, кој што е во ран стадиум, T1A и T1B стадиум повремено можеме да третираме. Оваа техника во многу нешта е компаративна со класичната хирургија, отстранување на туморот по пат на нефректомија или парцијална нефректомија по онколошките резултати. Тоа е најважно во онкологијата. Што тоа значи? Кој пациент би дошол кај нас, а не би отишол на операција кај урологот? Повторно бидејќи тие, да речам, гайдлайнс или патеки на лекување ги креира уролошката асоциација, првична метода кај пациент кој што е помлад од 60 годишна возраст би требало да се понуди хирургијата доколку таа е безбедна. Но доколку пациентот е повозрасен, доколку пациентот има други заболувања кои не му дозволуваат да прима целосна анестезија, дури и спинална анестезија, пациенти кои примаат некаков друг тип на третман кој што е контраиндициран со лекување хируршко, апсолутно сите тие пациенти се индицирани за третман со криоаблација. Потоа една од клучните индикации е пациенти со еден бубрек. Имаме многу луѓе со еден бубрек. Некој се раѓа со еден бубрек, на некој му го вадат бубрегот во текот на животот заради сосема други причини. Камче во бубрегот, инфекција на бубрегот, канцер. Тие пациенти со еден бубрек не би требало да одат на операција, бидејќи вадењето и на тој бубрек или парцијалното вадење би значило и доживотно одење на хемодиализа. Со апликацијата на криоаблација на малите бубрежни тумори ние правиме така наречена нефрон sparing surgery, односно како и парцијалната нефректомија го уништуваме само туморот, а се трудиме да го сочуваме останатиот дел од бубрегот. Потоа која е предноста? Пациентот не е во целосна анестезија. Најчесто ги работиме со аналгоседација, тоа значи апликација на лекови од страна на анестезиолог, но пациентот е буден. Процедурата е релативно безболна и процедурата е one day surgery. Тоа значи дека наредниот ден пациентот е способен да си оди дома. Веќе после 3 дена може да се врати на своите работни активности. Што е многу важно. Ќе дојде време и во Македонија кога кост-бенефитот на болничкото лекување ќе се гледа. Еве, кај нас веќе во приватна здравствена институција секој болнички ден значи. За пациентот значи финансии,
за нас значи ресурси. Да, работно И ако место. може да се скрати тој престој, hospital stay, практички голем бенефит ќе добие не само пациентот болницата, туку и економскиот систем на државата. Ако пациентот го способиме за 5 дена да оди на работа, наместо за 1 месец, не е исто, нели? Така. Компанијата во која што работи ќе биде многу посреќна. Така. Колку вакви криоаблации има направено на вашиот одел до сега и дали се сите успешни, дали сите завршуваат со среќен крај? За моje изненадување имаме направено повеќе криоаблации отколку што очекував, и тоа без при тоа да посветуваме големо време и внимание на рекламирање на оваа метода. Едноставно онколозите и хирурзите со кои што соработуваме ни се таргет групи на соработка. Ние имаме така наречени мултидисциплинарни тимови во кои што членуваат доктори од различни профили. И таму се дискутира кейс бај кейс, односно случај по случај, и таму одлучуваме кој пациент ќе дојде кај нас, кој ќе оди на хирургија, а кој ќе оди на хемотерапија. Бидејќи индикациите, како што кажав, освен бубрек, имаме и многу други карциноми кои можеме да ги третираме. Имаме направено скоро 50 криоаблации од октомври до сега. Тоа ја надмина мојата очекувана бројка. Проекциите ни беа некаде помеѓу 20 и 30, и покрај тоа што методата не е ефтина. Морам да напоменам дека сега за сега и покрај тоа што сме не единствени во Македонија, единствени во регионот. Так. Криоаблација нема во Косово, крио нема во Србија, крио нема во Бугарија и дури во Северна Грција. Повторно фондот се уште не ја препознава процедурата како таква, за да може да на пациентите има возможност некаква помош. Има ли начин, бидејќи спомнавте дека е премногу скапа метода, да се разговара и со иднова влада, со идниот министер, па да покрие барем дел од трошоците овде фондот? Дефинитивно, тоа сме го разговарали и претходно и со претходните директори на Фондот за здравствено осигурување, па и со некои од претходните министри за здравство. И ставот секогаш кога ќе седнеме на маса е дека се она што не нуди јавното здравство како услуга, би требало на секој граѓанин кој што допринесува со здравствено осигурување, без разлика дали работи во приватно или државно, да му биде целосно или парцијално покриено, макар се лекувал и во приватното здравство. Бидејќи ако нешто нема, а препораките на лекување го кажуваат дека тоа е тоа што треба, или го нема заради немање ресурси, или го нема заради немање апаратура, или го нема заради најважното немање на лекари кои знаат тоа да го прават, во тој случај сметам дека е правилно, хумано и честно фондот и државата да излезат во пресред и на пациентите како за други заболувања да им плаќаат и дел од услугите на интервентна радиологија во приватниот сектор. Имаме некакви најави, мислам дека ќе има новата влада многу поголем слух отколку претходно, бидејќи едноставно јас секогаш се надевам дека помладите луѓе кои на себе лично или на некој член во своето опкружување осетиле потреба да дојдат кај нас заради тоа што не можеле да завршат работа во јавното здравство, мислам дека едноставно нема друг начин како да се реализира тоа. Во спротивно, сите ние ќе треба да даваме од свој џеп средства кои што не се баш малку. Третирате и бенигни и малигни тумори. Кој е најголемиот тумор кој што е третиран на ваква алтернативна метода со криоаблација и на кој орган? Да, криоаблацијата, како што кажав, може да се применува на повеќе различни органи и ткива, и една од главните индикации се и така наречените мекоткивни или периферно локализирани туморски промени. Тоа значи тумор може да биде на мекото ткиво, на предниот стомачен зид, потоа тумор може да биде на некоја коска, може да се третира со повеќе игли одеднаш. Во микробрановата аблација ни беа дозволени 1 до 2 максимум. Кај криоаблацијата е дозволено да се постават и до 10 игли во туморот во исто време. Најголемиот тумор, сега не ме фаќате точно за збор кој што сме го третирале, е некаде 8 до 9 сантиметри. 8 до 9 сантиметри со добра претходна подготовка на интервенцијата и со добра геометрија на поставеност на иглите одеднаш на криоаблацијата пред да започне, може да се истретира перфектно. Такви тумори кои растат големи се во групата на семималигни, односно бенигни тумори, а кај кои вистинска индикација е криоаблација, се така наречените дезмоидни тумори, кои што апсолутно се запоставени во Македонија. Луѓето најчесто или не знаат дека ги имаат, се мисдиагностицираат, се доцни со дијагнозата и на крај овие пациенти се оперираат под некаква друга дијагноза, мислејќи или тоа дека е ендометриоза или некоја друга туморска промена на предниот стомачен зид, за на крајот да испадне дезмоиден тумор. Зошто не се оперираат овие тумори, а треба да се прави крио? Заради тоа што рецидивираат.
Знаеме во медицината Ќе се појави ќе на се некое појави друго повторно. место, да. И од кога ќе се појави повторно, пак треба да се оперира и пак да се оперира, ќе имате 300 резови на телото, а вака нема да имате ниту една дамка, а туморот ќе биде истретиран со еднакво добар квалитет. Можеме ли да позборуваме малку околу цената? Од влезот на пациентот во клиниката до крајниот резултат колку чини и дали овој третман е еднократен, зборувам, еднаш се завршува со криоаблација и потоа нема потреба, или можно е да се појави повторно потреба од таква нешто? Прашањето е идеално од повеќе аспекти. Прво, цената на третманот со криоаблација е директно зависен од големината на туморот, односно директно зависен од бројот на игли за криоаблација кои ги употребуваме. При третман со криоаблација, освен иглите како скап потрошен материјал, имаме и газ, аргон, кој што треба да биде специфично донесен на одреден притисок во болницата, кој ние повторно го купуваме. Тој не е прескап, меѓутоа делумно влијае на цената. Ако зборуваме за една туморска промена од некаде од 4 см, 3 до 4 см, кај што најчесто употребуваме 2 до 3 игли за криоаблација и една боца на аргон на 300 бари, со една вечер болничко лекување, цената некаде се движи околу 5.500 до 6.000 евра. Грубо. Сето тоа може да биде нели плюс или минус, во медицината нема 2 и 2 4 никогаш, бидејќи пациентот може наместо една да треба да има 2 или 3 крвни слики, или наместо да не прими ниту еден лек, да треба да прими 2 или 3 единици крв. Но најчесто е ова што ви го кажав. Најчесто. Така. Да. Спомнавте дека сме единствени не само во Македонија, него и во регионот со овие третмани. Дали повеќе имаме пациенти од страна или се наши домашни македонци? Кај конкретно во делот на аблативните техники се уште, да кажам, гордо пациентите се повеќе од Македонија, иако голем дел од пациентите ни се и од Косово. За аблации ни доаѓаат пациенти од Јужна Србија. Зборувам за радиофреквентна и микробранова аблација. За криоаблација добиваме пациенти и од Бугарија, од цела Србија, од Косово, буквално во тие земји нема оваа интервенција. Дури од Албанија имаме пациенти, иако таму во центарот во Тирана само што започна третман со криоаблација, меѓутоа тврдам дека е на многу пониско квалитативно и квантитативно ниво. Дали сите тумори кои што ги имате третирано завршуваат успешно? Одговорот тука е не. Бидејќи добиваме различни типови на канцери во различни стадиуми и мислам дека не постои ни една гранка од медицината која има 100% ефикасност во третман на канцер. Затоа и смртноста од карциноми е се уште толку висока и затоа и ново појавувањето на канцери е толку, да речам, во пораст. И покрај енормниот напредок на медицината во делот на фармакотерапијата, во делот на интервентните процедури, минимално инвазивни и хирургијата која веќе е роботска на многу подрачја, бројките на смртност од канцер растат. Да се вратам на тоа, значи одговорот е не, меѓутоа се трудиме да ги почитуваме правилата на игра, особено во третман на пациентите на тумори на црн дроб, и да третираме пациенти само кај кои можеме да гарантираме со голема веројатност дека туморот ќе биде целосно уништен. И тоа мислам дека треба да биде порака до сите доктори кои се бават со некаква инвазивна медицина, дека треба човек да е чесен и пред себе, но и пред пациентот, и точно да му каже што очекува од неговиот третман, а доколку мисли дека може да се случат одредени компликации, да му ги каже однапред, и доколку некакви компликации се појават, да знае да ги третира и компликациите. Оти во Македонија имам чувство во последно време дека најголем проблем во здравството е тоа, немање на критичност. Така. Самокритичност кај докторите, тоа значи дека се посегнувам да правам работи за кои што или сум половично остручен, или не сум целосно остручен, ама му кажувам на пациентот, да, можеме ова јас да го направам. Пробаме крајот. Дојдете кај мене, ќе пробаме. Тоа мислам дека е недозволиво. Оти во медицината се знае како оди процесот на едукација. Еден доктор не може да се создаде за една година. Една специализација трае 5 до 6 години во просек и субспециализација од 2 години. Треба да се работи под менторство. Ако менторот не е тука, во тој случај треба менторот да се набави некако од надвор, да се плати ментор да дојде да ги обучи тие луѓе. Оти не е должен пациентот некој да се тренира на него. Ние сите сме тренирале на пациенти. Меѓутоа сме имале надзор над тој тренинг. Сме имале ментор кој ни ја водел специализацијата и бил тука секогаш ако се случи нешто.
Ако Дали- немате бекап, јас не советувам да се бавите со себе. Дали доктор Ѓуревски има некого во моментов што обучува и со колкав тим работите? Ја се, освен медицината, да речеме, втората работа која што многу ме исполнува е едукација во медицината и бев и доцент на медицинскиот факултет во Скопје, сега ќе бидам веројатно доцент на универзитетот во Штип. Постојано сакам да бидам опкружен со млади луѓе. Тоа значи дека сметам дека ние ако не едуцираме кадри, јас се уште се сметам за млад, меѓутоа ете сум дошол малку порано во фаза да можам да едуцирам и други луѓе. Ако не едуцираме млади доктори и не им го пренесуваме целосно нашето знаење, мислам дека со тоа правиме греф, бидејќи утре треба да се ставиме во кожа на пациенти ние. Така. Ако јас го кријам моето знаење, не го пренесувам, во тој случај утре ќе ми биде страв да појдам на лекар. Ќе немам кај кого да појдам. Така што да, нашиот тим се состои во моментот од 2 млади лекари плюс кои се насочени кон интервентна радиологија. И мислам дека со тоа ќе се бават комплетно. Потоа имам повозрасни колеги, тоа е професор Зоран Трајковски кој се бави со овие работи кои јас ги работам. И доктор Менка Лазаревска, односно доцент Менка Лазаревска, која што е субспецијалист по неврораδιологија и се бави со невроинтервентни васкуларни процедури кои се исклучително тешки. Така што тимот за интервентна ни е сочинет од 4 лекари и плюс имаме млада докторка практикант која што е во фаза на едукација. Не е во вашиот домен, докторе, меѓутоа сигурно како пациент гледате, па и како човек, како лекар, што се случува со државната хирургија во Мајка Тереза. Имам едно лично прашање ваше, како доктор, како човек, треба ли во ваков момент кога 2000 пациенти чекаат за операција, да се вклучи некако и приватното здравство овде да ускокне? И што е ваше мислење, еве бидејќи сте хирург на некој начин, каде треба да ги бараме проблемите во хируршките сали, бидејќи ова стана буквално како некоја серија која што нема крај во догледно време? Јас и покрај тоа што сум скоро, да кажам, неодамна во Аџибадем Систина, контактите со моите другари од колеги од клиничкиот центар, од другите болници не престануваат. Едноставно еден пациент не може да го лекува еден лекар, носно сме на линија и ги знам сите проблеми. Некојаш не можам да си објаснам зошто живееме во такво општество, како може да се дозволи во една терцијерна здравствена установа да се доведат неколку операциони сали во исто време да не работат. Но тоа ќе го оставам прашање на страна, бидејќи мислам дека јасно ни е кај живееме и кои се техничките перформанси, спремност, едноставно средствата кои се одвојуваат за здравството. Македонија е бедна држава, ние не треба да се лажеме, а здравството по дефолт е сектор кој што е загубар. Ние не можеме од здравството да бараме да е профитабилно. Треба да бараме од профитабилност од економијата, стопанството, земјоделието. Здравството треба да ги лекува луѓето без при тоа да мисли на трошоците. Не да се расфрламе, ние не можеме да се расфрламе, оти не сме земја со ресурси. Меѓутоа тековно можеме да одржуваме. Меѓутоа мора секоја власт да одвојува повеќе средства во здравствениот систем. Кое е моето гледиште, како може да се спаси народот, односно да се подобри здравството на луѓето и при тоа животниот век? Некако да настане спојување на приватното и јавното здравство, односно така наречен public-private partnership. Мислам дека тоа е спасот, бидејќи во Македонија ние треба да го копираме на некој начин бугарскиот здравствен систем, каде што речи има повеќе приватни клиники во Софија отколку во Скопје, за многу работи и поголеми, но сите тие се некако инкорпорирани во јавниот здравствен систем. Што тоа значи? Да парафразираме, тоа значи дека јас како пациент со нормално здравствено осигурување, не приватно, можам да се лекувам и во Систина утре за одредени услуги кои или ги нема во јавното здравство, или јас сум сакал да одам таму да го одберам доктор Александар Ѓоревски или некој друг лекар. Меѓутоа базата за таа услуга ќе ми ја покрие моето здравствено осигурување, државата, бидејќи јас така сум сакал едноставно. Затоа што сум одбрал лекар, ќе си платам од джеп екстра. Така. Кај интервенциите како криоаблација или некои други типови на аблација кои се единствени, каде имаме скапи потрошни материјали, а ги нема во јавното здравство, државата мора без пардон да ги покрие на пациентот. Услугата можам да си ја платам сам, ако сакам да спијам во убава соба или да јадам убава храна утрото кога ќе се разбудам од операцијата. Тоа ќе си го платам, оти тоа е луксус. Но базата, она што е скапо, треба да го покрие државата. Се додека не се инкорпорира некако јавното, односно приватното здравство во јавниот сектор, македонските луѓе ќе чекаат походници, македонските луѓе ќе
за жал морам да го употребам терминот, умираат по ходници и едноставно нема да го дочекаат денот на својата операција. А по однос на прашањето дали салите смеат да не работат толку долго, не, тоа нема дискусија. Така. А кој е проблемот генерално? Еве рековме дека вашево искуство што зборува. Кога и да се постави прашањето зошто салите не работат, некако докторите зборувам од медицински аспект. Проблем е кислородот таму. Последниот проблем кој што колку што прочитав еве ја од медиуми или вака низ неврзани разговори со колегите од хирургија беше проблем со гасовите, медицинските гасови. Медицинските гасови се екстремно важни бидејќи од нив анестезиолозите често пати црпат нели за време на операцијата гас кој што може да го одржува пациентот во живот. Ако настане некаква колизија или помешување на тие, да речам, гасови, од доводот и одводот на гасовите, тоа може индиректно да се рефлектира фатално по здравјето на пациентот. Како тоа настанало, зошто настанало и зошто воопшто се дозволило тоа да излезе во јавност и да трае повеќе од еден ден, тоа не ми е сватливо. Не е повеќе од еден ден, со недели. Тоа трае со недели. Так. Да. Доктор Ѓуревски, имате ли навалица повеќе на пациенти за операции во овој период, еве за крај на интервјуто во Систина? Да, имавме некаква дискусија пред некој ден на еден од нашите состаноци интерни во болницата. Да, дефинитивно имаше во тој период. Меѓутоа, не мислам дека драматично е зголемен бројот и кај нас на операции и интервенции, заради тоа што од проста причина ние капацитет имаме лимитиран. Веќе клиничката болница Аџибадем Систина го надминува капацитетот на пациенти што ги прима од, да речем, од градежен аспект. Нам веќе ни фалат уште соби за лежење, уште операциони сали и на тоа во моментот се работи. Така. Да. Ви благодарам за гостувањето. Мислам дека опфативме се за што требаше да зборуваме во интервјуто. Оставам простор за некоја нова метода, познавајќи те, веројатно за кратко време ќе имаме да зборуваме за нешто ново. Вие, почитувани гледачи, останете со програмата на Слободен печат. Секако следете го веб изданието и очекувајте го издавањето на нашиот весник. Ви благодарам за вниманието.